Со откривање на муралот на легендарниот македонски глумец насликан на зградата на Кинотеката на Македонија, организаторите на меѓународниот филмски фестивал преку езерото го најавија третото издание на фестивалот, кој од 7 до 11 август ќе се одржи во Дојран. Годинава за прв пат ќе се додели специјалната награда во филмската индустрија Мето Јовановски. Решивме да доделуваме единствена награда Мето Јовановски за извонредно достигнување во уметноста на филмот. Со проекции на 5 долгометражни филмови, од кои 4 играни и 1 долгометражен документарен филм, фестивалот кој е единствен од ваков тип во Македонија, ќе понуди одлична програма за сечи вкус. А официјалната селекција од долгометражната на продукција ја чинат насловите: Руски конзул, српски филм за свечено отворање, Сребрен бунт, израелски долгометражен документарен филм, но со структура на игран филм, грчкиот филм Тишина 6:11, хрватскиот филм Хотел Пула и францускиот филм Заразени. За прв лауреат на кој што ќе му биде доделена наградата годинава е уште еден доајен, исклучителен препознатлив македонски актер, кој што има остварено низа значајни улоги во македонската кинематографија, големиот Владо Јовановски. За таа цел во рамките на фестивалот ќе биде организирана и посебна вечер за првиот лауреат на наградата Мето Јовановски, Владо Јовановски. Организаторите упатија покана до сите кои ќе сакаат да го посетат фестивалот да ги видат проекциите во амфитеатарот на градот, кој што е на самото езеро, а детската програма ќе се одржи во паркот до општината. Со цел развој на македонската филмска и телевизиска индустрија за прв пат преку поддршка на млади автори и филмски творци, годинава е распишан и конкурс за дипломски филм, на кој ќе можат да аплицираат студенти од факултетот за драмски уметности. Предност ќе имаат младите од источниот дел на Македонија. Конечно, идејата на организаторите веќе трета година поред е фестивалот да се одржува во Дојран покрај брегот на езерото, а од година во година веќе изгради репутација на врвно културно случување не само во Македонија, туку и во земјите од регионот.